Кога на квиз со асоцијации би ви се појавиле поимите прекрасни острови, плодна земја, убава музика и светски вице-шампион во фудбал, нема да ви требаат повеќе од 5 секунди да ја пронајдете Хрватска. За македонските граѓани, Хрватска е и поголем брат со кого некогаш ручале на иста маса, спиеле под ист покрив. 30 години подоцна, Македонија и Хрватска би можеле повторно да бидат дел од исто семејство, овој пат под друго знаме и име – Европска Унија. Хрватска веќе 5 години чекори во чевлите кои Македонија, барем засега, само ги гледа во излог. Привилегијата, но и обврската, Унијата да стигне до секоја хрватска уличка, ја има главниот град Загреб. Од 2013-тата хрватските граѓани се дел од европското семејство. Тие се уште се посиромашни од жителите во постарите и посеверни земји членки, но стандардот им расте. Во 2005 година, кога почнаа преговорите со Унијата, бруто домашниот производ по глава на жител изнесуваше 8.460 евра. Во 2013-тата, кога Хрватска влезе во Унијата, БДП-то беше 10.293 евра, за лани да достигне 11.882 евра по жител. Растот на економијата е проследен и со раст на платите. Од просечните близу 600 евра во 2005-тата до близу 850 евра за август оваа година. Тоа се бројките, но што велат граѓаните? Значи ти ако имаш неки 400-500 kuna ili 1000 kuna, ti možeš da jedeš čitav mjesec. Može se dobro živjeti u Hrvatskoj ko radi, samo treba raditi. Neko može, neko ne može. Većina zapravo ne može sa plaćom doći na kraj. S obzirom da ste vi opterećeni sa kreditima i sa školskom djecom, tako da je jako teško. Godinama ovoga skoro da je sve bolje i bolje. Помеѓу загребските паркови, плоштади и солитери, за место во општеството се бори 27-годишниот Ведран Анушич. Првата искористена придобивка од членството во Европската Унија за него била образовна, па откако преку Еразмус програмата дел од образованието поминал надвор, решил животот и кариерата да ги гради дома. U Hrvatskoj, nažalost, i dan danas je situacija da dosta ljudi živi na način da povežu mjesec do mjeseca. Ne bih rekao da su gladni, da nemaju ali da ne mogu si priuštiti nikakve ekstra godišnje, nikakve ulaganja u stanove, automobile, nekakvu bolju budućnost, da to nije vezano uz kredit i nekakvu tu dužničku situaciju. Аналитичарот Жарко Пуховски го разбира разочарувањето, но вели дека членството во Европската Унија дава и оптимизам. Например, од 2013-тата за речиси 10% е намалена невработеноста. Ono što se nije ispunilo jesu naravno bili nerealni snovi o tomu da će odmah sve biti bolje, da će milijarde teći iz Brisla i tako dalje. Početni elementi su bili negativni jer je Hrvatska ušla u najgorem trenutku u jeku ekonomske krize u Europsku uniju. Ekonomija je trebala neko vrijeme, barem godinu i dvije, da se pripremi, iako se znalo da idu na veliko tržište. Međutim, u zadnje 2 godine se situacija ekonomska dosta jasno popravila. Хрватските граѓани не видоа милиарди во почетокот, но можат да ги видат сега. За развој во периодот 2014-2020, Хрватска од Унијата има на располагање 10,7 милиарди евра. Од сефот во Брисел, парите во Хрватска прво пристигнуваат во касата на Министерството за регионален развој и фондови на Европската Унија. Со само 9% искористеност на овие средства, земјата доскоро беше предпоследна, оставајќи ја зад себе само Малта. За сега да биде веќе на 53%. Od tih 10,7 milijardi eura došli već na 5,6 milijardi ugovorenih sredstava. Naravno, mnoštvo je projekata u provedbi, nije to jednostavan proces, neki se projekti provode i po 2-3 godine, tako da taj dio sa plaćenim sredstvima malo kasni, ali ja mislim da ćemo sad u ovoj 2018. godini, pogotovo u drugoj polovici i u cijeloj 2019. i sa tim iznosima plaćenih sredstava značajno napredovati. Ono što je jako važno, znači postoji svjesnost da su sredstva tu, to sad prepoznaju dakle, i poduzetnici, obrtnici, poljoprivrednici, to prepoznaju dakle, i državna poduzeća, to prepoznaju općine, gradovi, županije, dakle kompletan sustav lokalne, područne, odnosno državne razine to prepoznaje, jako puno je spremnih projekata i zbog toga su nam se postupci značajno povećali.
Иако со членството во Европската Унија порасна економијата, земјата се соочува и со негативни последици. Најстрашната е иселувањето. Ако во 2013-тата од Хрватска си заминале 15.000, а се доселиле 10.000 лица, лани бројките се полоши. Се доселиле 15.000, а си заминале 47.000. Или само лани, државата загубила 32.000 жители поради миграција. Земјите членки имаат право најмногу 7 години да им го ограничат пристапот на државјаните на новите членки на пазарот на работна сила. Кон хрватите тоа се уште го применува само Австрија, а остатокот од пазарот е целосно достапен. To se događa svugdje. To se događalo i Poljskoj, i Češkoj, i Slovačkoj, i Mađarskoj. Događalo se dijelom i u Sloveniji, pogotovo u Bugarskoj i Rumunjskoj, događa se i u Hrvatskoj. Granica nema, svatko je, dakle, kovač svoje sreće, tako mi kažemo u Hrvatskoj, i gdje se već sad priprema, dakle, nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine i što će sigurno doprinijeti, dakle, da se dobar dio mladih ne odlučuje za odlazak nego za ostanak, a da se dobar dio oni koji su otišli još prije vrate u Republiku Hrvatsku. Мали плати или нешто друго? Зошто младите често хрватскиот пасош го комбинираат со билет за странство во еден правец? Ne samo zbog novca, ne samo zbog zaposlenja, otišli su mnogi ljudi koji su zaposleni, bili u Hrvatskoj koji nisu imali loše plaće, nego zato što je čišća situacija, profesionalni kriteriji su jasni, može se vlastnim kvalitetama lakše uspjevati. U Hrvatskoj vlada osjeća da se tu radi o nepotizmu, o familijarnim utjecajima, o lokalnim dogovorima i o strankama, dakle, koje svoje ljude guraju. Ja bih rekao da su mladi očekivali najviše i nadali se puno većoj razini rješavanja korupcije u društvu. Ja mislim da svi smatramo to nekom rak ranom svog društva i da imali su neku dozu optimizma da će se možda stvari preporoditi, krenuti sve na bolje, sad će se biti zdravo, čisto, iskreno ili barem dobro organizirano, disciplinirano, što se nije dogodilo. Чувството на ведран во потврда го преточува Давор Генеро, во балкански рамки еден од најпочитуваните хрватски аналитичари. Prvo što se izigralo nakon pristupanja Europskoj uniji su upravo neka od tih antikorupcijskih pravila i djelotvornost nekih od institucija koje su uspostavljene. Na primjer, nikad nije provedeno pravo Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa da provjerava sve bankovne transakcije državnih funkcionara, da sravnjuje njihovu imovinu sa njihovim prihodima i da ako uoči rizik korumpiranosti, to tijelo ima pravo državne dužnosnike pozvati da podnesu ostavku i na taj način spriječiti nekakvo zatvaranje korupcijskog kruga. Иако справувањето со корупцијата е внатрешна задача на секоја држава, Европската Унија преку одредени механизми се труди да ги заштити парите наменети за граѓаните, особено кога самата дава голем дел од тие средства. Европска Унија tu primjenjuje jednu relativno pametnu soluciju, a to je da financijski pomaže informatizaciju procesa javne nabave, centralizaciju procesa javne nabave, povećanje transparentnosti javne nabave, a ne toliko da kažnjava naknadno nekakvu postojeću korupciju. На властите им предстои враќање на довербата кај младите, но и правилна работа со парите од Унијата. Темата станува се почувствителна откако и во Хрватска се појавија евроскептици во опозицијата, со теза дека Загреб многу повеќе дава отколку што добива од Брисел. To definitivno nije istina. Naravno da svaka članica Europske unije sukladno veličini svog državnog proračuna uplaćuje određena sredstva u proračun Europske unije. Ono što je jako važno naglasiti, pogotovo u svezi ovog pitanja, znači Hrvatska je u debelom plusu u odnosu na korištenje europskih fondova, zato što dakle ono što Hrvatska uplaćuje se značajno dakle povećava u povratu. Znači ono što Hrvatska uplaćuje, dakle naravno taj odnos uplata i povrata sredstava sa godinama raste. 80% svih javnih ulaganja u posljednje 3 godine je bilo zahvaljujući europskim fondovima.
Средствата кои Хрватска досега ги примила претежно се користат за помалите средини да можат да му парираат на Загреб, но еврофондовите не го одминуваат ниту главниот град. Зданието зад мене е Загребскиот клиничко-болнички центар Ребро. За негово напредување и осовременување искористени се нешто над 7 милиони евра европски пари. Од европските фондови искористени се и средства за унапредување и на болниците Меркур и Свети Дух. Во двата случаи се работи во евра изразено за повеќе милионски инвестиции. Податоците на хрватските институции велат дека најмладата членка на Унијата ја оставаме со крвна слика подобра од онаа пред 5 години, но со мноштво работи што допрва треба да се поправат. Оттаму враќаме и папка со искуства, која бара темелно проучување. Зашто? Брисел нуди шанси, но треба да се сака и да се знае како да се искористат.